Добар ден, криптоентузијасти. Денеска на малку послаб лаптоп, но битно е да ги добиете вестите. За жал, другиот лаптоп не е со мене, така да, нели, сакам да ги направам овие вести и би сакал, нели, да ги добиете, така да битно е да ги добиете. Не е битно во каква форма, нормално дотре продолжуваме со подобар материјал, со подобра, нели, камера, со подобар лаптоп и така натаму, но денеска има доста битни вести кои што сакам да ги обработам со цел да ги добиете на време. Прво и најбитно денеска за кое што ќе разговараме е ситуацијата со quantitative easing и со rate cuts. Ќе образложиме која е разликата помеѓу двете и кои се побитни за нас. Потоа ќе поразговараме малку повеќе околу санкциите на Русија, нешто ново, само на кратко, нема да биде премногу. Значи, овие се двете главни теми во однос на економија, а потоа ќе продолжиме со биткоин, каде што прво ќе разговараме за моменталниот памп на HBAR, Hedera, која што има направено партнерство со BlackRock, потоа зборуваме малку за биткоин, некои интересни вести околу истиот и имаме една вест за Ethereum ETF, односно одлагање на Ethereum ETF Spot на Френклин Темплтон, но тоа е на крајот на ова видео. Значи, извинете, денеска немам ни распоред на едноставно не може да го следам и тој дел за жал, но како и да е. Малку во стар формат, но само денес од утре продолжуваме со, нели, стандардниот материјал и стандардниот квалитет на нашата материја. Прво и најбитно за кое што сакам да поразговарам е колку сме далеку од quantitative easing. Не rate cuts, туку quantitative easing. Ќе поразговараме и што е разликата помеѓу двете, но прво, нели, да видиме колку сме далеку од потенцијално стартување на quantitative easing. Прво и најбитно што можеме да заклучиме е дека генерално од rate cuts можеби сме и малку подалеку од оно што го очекувавме. Зошто е тоа така? Затоа што гледаме дека се сеќавате што ви кажав. Една од главните работи кои што ни се потребни за да дојдеме до практично притисок на Федералната резерва да направи, нели, rate cuts и quantitative easing, значи тоа се два различни процеси, значи беше да се дигне невработеноста над 4%. Гледаме дека и понатаму во целиот овој период, уште од декември 2021 година, никако не успеаваме да дојдеме до над 4%. Знаеме дека тоа е манипулација, како и да е. Тоа е една од главните причини поради кои што понатаму Федералната резерва не сака да започне со quantitative easing и со rate cuts. Дополнително знаеме дека другите два фактори се core и CPI инфлацијата, каде што CPI инфлацијата е главниот проблем. Зошто е тоа така? Затоа што во последниот период, значи буквално не можеме да се симнеме под 3%. Значи гледаме она што го нарекува sticky инфлација, односно дека едноставно во овој дел инфлацијата едноставно е претешко да дојдеме под 3% до очекуваните 2% кои што се уствари и цел на Федералната резерва. Сега за жал тоа е реалноста. Мала е веројатност дека наскоро ќе дојдеме до под 3%, гледаме дури дека почна да се движи и нагоре, значи стигнавме дури до 3,5%. Зошто е тоа така? Знаеме дека главниот проблем е нормално нафтените деривати и оној потенцијален конфликт помеѓу Израел и Иран, како и да не забораваме дека уште во почетокот на оваа година имаме така речено соодветни, нели, действија од страна на ОПЕК со цел да се лимитира, па дури и намали производството на поголемиот дел на позначајните членки во ОПЕК, што буквално предизвикува раст на инфлацијата, значи во оваа страна, нели, CPI инфлацијата поради раст на цените на горивата, кое што е, нели, нешто што многу го следиме. Денеска нема да работиме на тој дел, значи нема да покажуваме чартови, само, нели, знаете и сами, значи ова го следиме постојано. Значи цената на нафтените горива буквално дојде до 82 долари по барел и тоа е една од главните причини поради кои што гледаме и понатаму, значи оваа инфлација, односно CPI инфлацијата кој што ги содржи цените на горивата и понатаму е над 3%, дури почна да расте повторно до 3,5%. За разлика од тоа, core инфлацијата гледаме дека и понатаму е во постепен пад, можеби не толку брзо, но гледаме дека постојано се движи надолу и е моментално на 3,8%, затоа што не содржи таков тип на нестабилни цени, како што се цените на нафтените деривати и цените на прехранбените продукти. Сега, за жал, ваквиот проблем, каде што гледаме дека и понатаму невработеноста не може да се искачи над 4%, што повторно знаеме дека е на некој начин манипулација од страна на Федералната резерва, но тоа е реалност, едноставно не се случува и поради ова практично, нели, тоа е првата причина, а втората причина, како што кажавме и понатаму, CPI инфлацијата е доста висока за конечно да се имплементираат rate
cuts, односно rate cuts во оваа ситуација ни представува намалување на каматната стапка по која што Федералната резерва позајмува средства, позајмува ново испринтани долари на комерцијалните банки. Гледаме дека следниот состанок на 1 мај веќе, нели, 99,99% луѓето очекуваат дека нема да има rate cut, што, нели, веќе е најавено и од Джером Пауел. Доколку продолжиме надолу ќе видиме дека за жал се повеќе и повеќе се одложуваат следните rate cuts, со тоа што дури во јуни, на 12 јуни е следниот состанок, гледаме 81,2% дека нема да има rate cuts. Дури во јули веќе имаме некоја реална шанса од 40,7% дека потенцијално ќе добиеме прв rate cut од 0,25%. Сега, ова нас ни е потребно за релаксирање на економијата во Америка. Зошто е тоа така? Многу пати објаснувавме. Значи, без да ја намалат моменталната каматна стапка која што е од 5,25 до 5,5%, значи комерцијалните банки се во ситуација во која што не можат да поземат од Федералната резерва поради висината на оваа каматна стапка. Зошто е тоа така? Значи, допред само 2 години, значи, сите комерцијални банки од Федералната резерва поземуваа по 0% каматна стапка. Сега замислете, за 2 години вие доаѓате до 5,25 од 5,5. Така. Значи, имаме енормно голем раст на каматата по која што може да се задолжат кај Федералната резерва и земат ново испринтани пари. Што значи дека се поголем и поголем е притисокот врз економијата во Америка и се поголема е шансата за рецесија. Сега, зошто нас ни е битно ово од крипто аспект? Затоа што колку повеќе имаме притисок врз економијата, зошто е тоа така? Значи, ако банките допред 2 години можеле да земат, да речем, од Федералната резерва 1 милион долари, истиот 1 милион долари да го земат со 0 камата, а да го дават на своите клиенти со 2% камата, што значи дека, нели, комерцијалните банки имаат профит од 2%, а вие нормално плаќате на комерцијалната банка 2% за земените пари. Сега, значи, они мораат со земените, да речем, 5,5% каматна стапка, вас да ви го дават кредитот по 7-8% каматна стапка, така, за да бидат во профит. Што значи дека во оваа ситуација многу е потешко за било кој тип на бизнис или поединец во Америка да земе кредит, затоа што комерцијалните банки ги имаат качено каматните стапки над онаа по која што потенцијално би требало да поземат од Федералната резерва. Што значи дека многу е потешко да добиете ликвидност на пазарот во Америка. Зошто е тоа битно? Затоа што колку е поголема ликвидност и колку е помала оваа каматна стапка, толку повеќе пари се вбризгуваат во економијата. На тој начин Федералната резерва, ново испринтаните пари, ги вбризгува во економијата преку ваков тип на позајмици на комерцијалните банки. Со тоа што колку повеќе се вбризгува, колку, да речем, се пониски каматите, толку повеќе луѓето се склони кон поземување и инвестирање. Што значи дека на тој начин овие пари ќе дојдат до крипто сферата. За жал, тоа не може да се случи се дека овие каматни стапки не се спуштат. Но вториот процес кој што нас е многу побитен за криптосферата, затоа што вие со првиот процес на rate cuts, вие практично добивате капитал во Америка кој што потенцијално би можел да биде инвестиран во крипто секторот. Вториот процес кој што се нарекува quantitative easing е многу побитен за нас. Зошто? Затоа што ја намалува вредноста на доларот. Значи, првиот процес rate cuts вбризгува пари во економијата кои што потенцијално ќе се најдат во крипто проекти, додека вториот кој што ја намалува вредноста на доларот е многу побитен за нашиот bull market. Сега ќе објасниме зошто. Значи, вели Business Insider, еден од поголемите, да речеме, економски портали во Америка, вели Федералната резерва во претходниот, нели, quantitative easing вбризгава толку многу пари што сега е многу тешко да се намали инфлацијата до посакуваните нивоа и да се дојде до следните rate cuts дополнително. Гледаме ситуација во која што и JP Morgan и, нели, стручњаците од JP Morgan веруваат дека може да се случи оваа година дури и да немаме rate cuts поради оваа ситуација. Се зависи од тоа како ќе се однесува самата инфлација. Но тоа е rate cuts, значи тоа е позитивно за крипто, но не е толку позитивно колку quantitative easing. Разликата е во тоа што quantitative easing представува момент во кој што конечно ќе почне повторно да купува Федералната резерва, така речено, нели, сега, ова е како Федералната резерва позајмува на државата, односно како
Федералната резерва купува државни обврзници од Америка и овие пари кои што не ги принта доаѓаат до американската влада. На тој начин ќе ви покажам како тоа представува процес во кој што се намалува вредноста на доларот, а нас ни е многу битен за да имаме уште поуспешен bull маркет. Сега, првата работа која што треба да објасниме, зошто јас верувам дека rate cut сигурно ќе има. Значи, сега ќе ви објаснам. Дали се сеќавате на оваа институција која што се нарекува Reverse Repo Overnight Facility за позајмување, што уствари представува место, значи тоа е така речено фонд, во кој што вие, како богаташ да речем, може да инвестирате дел од својот кеш, кој што го имате моментално, а не ви е потребен, и го имате постојано, значи вие во било кое време може да си го повлечете овој кеш од оваа институција, каде што добивате висока стапка на процент, нели, практично камата, за тоа што сте ги депонирале овие пари, но вие не можете да го направите лично. Че ова се прави преку така наречено money market фондови, кои што позајмуваат на оваа институција. Што е оваа институција? Ако се сеќавате, ние објаснуваме, значи можете да најдете за оваа институција, имаме објаснувано многу пати претходно. Идејата на оваа институција е уствари да помогне на банките во ликвидноста. Односно, сите овие пари кои што се ставени тука се буквално ликвидни кеш пари. Значи дека во било кое време ако на банка и се потребни пари, доаѓа во оваа Reverse Repo Facility, дава дел од своите хартии од вредност кои што не може да ги ликвидира одма на пазарот и како залог ги остава, а добива кеш. И после некое време, кога веќе не е потребна оваа ликвидност, буквално враќа кеш и си ги добива назад своите хартии од вредност. Че зборуваме за најчесто државни обврзници. Сега, моментално државата, поради тоа што Федералната резерва не прави quantitative easing, че оној процес во кој што, нели, државата практично позајмува на владата. Затоа што тоа не може да го направи директно, државата тоа го прави преку процес наречен quantitative easing и преку зголемување на својот баланс шит. Баланс шит представува зголемување на портфолиото на хартии од вредност кој што го поседува. А тоа е овој чарт. Односно, сега, како овие два се поврзани, зашто велам дека јас барем, според моите проценки, мораме да дојдеме до rate cut, значи неизбежно е. Сега ќе ви покажам како тоа е поврзано. Значи, ова е моментално портфолиото на Федералната резерва на Америка. И овдека гледаме дека значи, истото достигна неверојатни скоро 9 милиарди долари во вредност, а тоа се уствари хартии од вредност, се разбираме. Значи, на Федералната резерва хартии од вредност не и се потребни. Она може да испринта во било кое време колку сака пари. Зошто уствари она купува хартии од вредност? Како функционира овој магичен круг помеѓу Федералната резерва и државата во оваа ситуација Мурик? Сега не е баш најдобар слика, но прилика може да ни објасни тоа што ни е потребно, че јас ќе ве водам низ целиот овој процес. Како тоа се случува? Значи во средината овдека ни фали банка. Зошто е тоа така? Затоа што значи Федералната резерва не смее ни по точка разно да и позајмува директно на владата. Затоа што во тој случај ви имате затворен круг и тоа е тоа. Значи они може што сакаат да прават помеѓу себе, се разбираме? Сега, што се случува? Овдека имате во средината банки. Значи, затоа што Федералната резерва не смее да купува директно од државата, значи зборуваме нели обврзници, зборуваме за хартии од вредност на државата, bills and bonds, туку тоа го правио банките. Каде што банките купуваат од државата, а овие хартии од вредност потоа ги купува практично Федералната резерва. И на некој начин овој циклус на пари стигнува до самата влада. Односно, во средината имате банка која што купила хартии од вредност од државата, а ги продава поскапо на Федералната резерва. На Федералната резерва не е битно колку пари коштаат, се разбираме. Додека за разлика од тоа, Федералната резерва и оддава одредена количина на кеш на банката, а банката овие пари потоа ги позајмува на самата влада за купување на нови хартии од вредност. Гледате како тоа функционира. Каде што комерцијалните банки добиваат некој минимален профит за да го овозможат овој процес, кој што иначе би бил нелегален, а во оваа ситуација вие имате непрекинат процес во кој што Федералната резерва принта нови пари и ги дава овие нови пари преку комерцијалните банки на самата влада. А во исто време купува се повеќе и повеќе хартии од вредност. Сега, зошто велиме? Значи, на оваа институција, на Федералната резерва, не и се потребни хартии од вредност. Значи, она може да испринта колку сака пари. Она единствена причина поради која што купува хартии од вредност од Америка,
е за да може да и даде на Федералната резерва, на самата влада на Америка повеќе пари. Сега кога ќе пушти премногу голема количина на пари и кога овој quantitative easing ќе дојде до ситуација каде што имаме премногу висока инфлација, оној случај кој што го добивме овдека, значи тоа е премногу голем quantitative easing, тогаш мора да запре. Што прави во таа ситуација? Почнува со quantitative tightening, односно почнува да ги продава овие средства кои што веќе ги има. Како ги продава? Значи едноставно дозволува да практично mature ги нарекуваат на англиски, односно ги дозволува да истечат. Така да, значи во оваа ситуација откако ќе истечат, значи практично владата и враќа назад на Федералната резерва пари, а Федералната резерва овие пари ги вади надвор од системот. И колку повеќе пари вади надвор од системот, толку повеќе се намалува количината на пари и на тој начин ние имаме нормално намалување на инфлацијата. Колку повеќе се намалува инфлацијата и колку повеќе се намалува количината на долари на пазарот, толку расте вредноста на доларот, што беше уствари целата оваа ситуација на quantitative tightening која што досега ја гледавме. Сега, што е овдека проблемот? Доколку Федералната резерва не позајмува пари на владата мора да најде друг тип на извор. Така? Значи, досега владата на Америка има два типа на извори, меѓу кои првиот е од странски држави, кои што моментално гледаме дека се незаинтересирани, гледаме дека дури најголемите джинови кои што досега купуваат, како Кина и Јапонија, моментално ги продаваат назад овие хартии од вредност и не сакаат веќе нови. Така? Вториот им е да го прават тоа од сопствената јавност, институции, приватни физички лица, така, правни физички лица. Каде што една од најголемите која што моментално има возможува ликвидност е буквално ова. Значи, ова е уште ќе напоменеме да reverse repo facility која што банките го користат за ликвидност, која што до септември 2022 година достигна неверојатни 2,4 милиарди, тоест извинувам, 2,4 трилиони долари, така. Погледнете од тој момент, откако е започнат quantitative tightening и моментално Федералната резерва не позајмува пари на државата, зборуваме на владата на Америка, они буквално ги дигнаа своите каматни стапки. Значи сега зборуваме, тоа е каматата која што самата влада на Америка ја плаќа за вие да позајмите пари. И на тој начин што направија, ги намамија сите овие луѓе кои што претходно инвестирале во reverse repo facility, да ги извадат своите пари и да ги дадат на државата, на самата влада. И што се случува? Од март 2023 година, каде што практично се наоѓаме во екстремен дел на quantitative tightening, моментално гледаме, значи гледате колку брзо. Значи од почетокот на април 2023 година од 2,4 оприлика трилиони до април 2024 година ние имаме цели 2 трилиони долари исцицани од оваа институција, значи буквално вшмукани од оваа институција, поради тоа што имате повисока камата доколку ги инвестирате во краткорочни хартии од вредност на Америка. Но остануваат само уште 400 милиарди, крај. И овие 400 милиарди во однос на темпото со кое што за една година 2 трилиони се извадени, ова нема да трае дури ни неколку месеци. Многу пати сме го објаснувале тоа, што значи дека и уште еден најголем извор на пари, од каде што моментално владата на Америка се повеќе и повеќе вшмукува пари, ќе исчезне. Така, и тоа наскоро. Што значи дека немаат избор освен што quantitative easing. И погледнете што се случува овдека, најава од FOMC, односно од Федералната резерва, дека можеби нема да почнат со rate cuts, но наскоро ќе завршат со quantitative tightening, што значи дека повторно ќе почнат да принтаат пари и да ја позајмуваат на државата, затоа што државата очигледно веќе нема од каде да позајми. Погледнете и сами, значи тоа е повеќе од очигледно, се помал интерес има за позајмување на Америка и купување на нејзините обврзници. Сега, каде ова оди? Значи, рековме првиот процес кој што го кажеме, quantitative, rate cuts, води кон подобрување на економијата на Америка и повеќе капитал. Така, додека вториот процес води кон масовно принтање на нови количини на пари и купување на обврзници преку комерцијалните банки од страна на во оваа ситуација на Федералната резерва. Со тоа што се уште не се намалува нормално rate cuts, што значи дека ќе биде многу потежок овој процес, но погледнете, историски ова е
најголемиот quantitative tightening каде што нели сме запрале со практично принтање на пари и купување на обврзници и го погледнете од 9 се симнавме на неверојатни 7,5. Значи 1,5 трилиони долари вредни обврзници Федералната резерва дозволила да, така речено нели, се завршат, едноставно дојдат до својата зрелост и да ги смени за пари и овие пари да ги извади од самиот круг, значи едноставно да ги уништи, така. Значи ова завршува и почнуваме со quantitative easing, односно со буквално принтање пари и давање на државата. Зошто е ова толку битно? Да видиме што се случува и како тоа изгледа. Погледнете. Ова е стандарден чарт на DXY, на вредноста на долар. Така. Со исклучок на 2008-2009 година, каде што голем дел луѓето поради стравот од финансиски колапс ги менуваа своите странски валути што и да е во долари, затоа што е се уште најголема, најстабилна резервна валута, и за тоа овдека имаме ситуација во која што и кога сме принтале голема количина на пари, тоа е ова портокалова линија, значи јас сега моментално ставив овдека три вредности. Едната е доларот, тоа е основниот чарт, плавата линија, тоа е сината линија е принтањето на пари, значи ова е М2, колку пари имаме на пазарот, а портокаловата линија е баланс шит, односно колку хартија од вредност поседува моментално Федералната резерва. Погледнете, секогаш кога имаме енормно зголемување на баланс шитот на Федералната резерва, тоа значи дека и позајмила огромна количина на пари на Мурика, на самата влада, имаме и зголемување на што? На количината на долари на пазарот и најчесто имаме што? Пад на вредноста на долар. Значи, колку повеќе се зголемува позајмувањето на државата од страна на Федералната резерва и количината на долари, имаме пад на вредноста на доларот. Погледнете, секогаш кога имаме скок во баланс шит на Фед и зголемување на принтање на долари, имаме пад на вредноста на доларот. Нормално, затоа што се повеќе и повеќе се зголемува количината на долари на пазарот. Иста ситуација. Колку повеќе позајмува Федералната резерва на Мурика и зголемување на количината на долари, се намалува вредноста на доларот. Моментот кога престанала да позајмува и вршила quantitative tightening од 2014 па до 2018 година, ние сме имале енормен раст на доларот, затоа што самата Федерална резерва го направила истото што го правеше сега, дозволила голем дел од овие обврзници кои што ги купила од Америка да достасаат, да ги практично замени за пари и овие пари да ги извади од циркулација и имаме раст на доларот. Повторно, скок во 2019 година поради COVID, енормно поземување на државата, што се случува, скок на money supply, значи се повеќе и повеќе долари на пазарот, се повеќе и повеќе државата должи на Федералната резерва и имаме што? Пад на вредноста на доларот. Во моментот кога сме започнале повторно со quantitative tightening, имаме што? Значи пак, Федералната резерва престанала да и позајмува на државата, дури почнала да си ги враќа назад парите за оно што го позајмила, да дозволува на овие обврзници да достасаат. И што се случува? Доаѓаме во ситуација каде што долар почнува да расте, затоа што се повеќе и повеќе се намалува количината на долари на пазарот и како го правиме тоа? Со тоа што Федералната резерва оставила овие обврзници да достасаат, си ги добила парите назад и ги извадила од циркулација. Гледаме дека моментално, буквално за прв пат во историјата на Америка, од Господ знае кога, имаме заоблување, па дури и негативно, да речем, намалување на количината на долари на пазарот, а тоа е оно што го видовме, значи, еден од најголемите, да речем, бул маркети во последниве неколку декади. Така, за DXY. И сега, се разбирате ли зошто е ова битно? Затоа што во моментот што се случува, повторно се враќаме назад. Доаѓаме во ситуација во која што веќе нема од каде да позајмува Мурика, што значи дека овој основен орган кој што позајмува повторно ќе почне да принта и да дава пари назад на Америка, значи дека оваа сина линија повторно ќе почне да се движи нагоре, оваа портокалова линија каде што сега Федералната резерва повторно ќе почне да купува од Америка, ќе почне да се движи нагоре и автоматски вредноста на доларот ќе се придвижи надолу. Зошто е тоа битно? Затоа што ако сега го додадеме биткоин на целата оваа приказна, ќе ви стане јасно, нели, уште една што се случува секогаш кога вредноста на доларот се придвижува надоле. Битстамп е најстариот И сега, погледнете. Значи, во моментот кога сме имале енорно принтање на пари и поземување на државата,
се намалува вредноста на доларот, а расте биткоин. Така, значи, тоа е оној стандарден момент кој што нас ни е потребен. Погледнете, во моментот кога се придвижило нагоре ова, почнале енорно да поземуваат на државата, се расте количината на долари, се придвижува вредноста на доларот надоле и го имаме првиот бул маркет во 2013 година. Така, значи, ете, така функционира ова што ни е нас најбитно. Значи, да дојдеме до quantitative easing, дури и побитно од rate cut. Затоа и постојано зборувам дека quantitative easing е нас тоа што ни е потребно, rate cuts дури и да не ги намалат, мене ич не ми е гајле, дали во Мурига ќе биде поповолно за поземување, значи тоа е битниот дел кој што ние треба да го достигнеме. Quantitative easing. Така да, ова вест која што моментално ја добивме, дека потенцијално ќе започне со quantitative easing е уште подобра и од rate cuts. Останува да видиме, но ова е позитивно за нас и се надевам дека на следниот состанок, кога ќе дојдеме, а тоа е нормално на 1 мај, ќе добиеме подетални информации околу ова, се надевам дека ова ќе се оствари, затоа што на тој начин влегуваме во многу појак bull market. Се тоа е позитивно за нас. Сега, откако го објасним овој дел, сега би сакал само на кратко да спомнам некои интересни работи од типот на 13-ти пакет на санкции. Значи, кажете ми вие, како оваа стока за пањачка ќе се објасни пред своите гласачи 13-ти пакет на санкции. И наеднаш излегува на CNBC колумна, во која што вели: се очекува Русија да расте побрзо од сите напредни економии оваа година. Ова не е стара вест, ова е вест стара само 3 дена, тој се извинувам, 5 дена, значи ова е 17 април, значи CNBC, клошарска муриканска телевизија. Ако они се дозволиле вакво нешто да кажат, замислете колку е лоша реалноста. И тоа ова се базира врз IMF. Значи ова не е дека на телевизијата и текнало такво нешто, а што е тоа од IMF? Еве го тоа. Значи ова е, нели, Интернационалниот монетарен фонд кој што е левомаден на НАТО. Значи ова е буквално институција која што е дел од НАТО сојузот. Вели: во 2023 година Русија успеала да ги надмине сите, значи ова е црвената, и да порасне за 3% на својот GDP, за разлика од сите гериатрија 7 членови, додека во 2024 очекуваат да го направи истото. 13-ти пакет на санкции. Како ќе се објаснат, кажете ми вие стварно, значи наскоро доаѓаат избори во сите овие држави, како ќе се објаснат дека после 13 пакета санкции Русија во овие 2 години каде што највеќе требаше да бидат ефектирани овие санкции, успеа да порасте повеќе од државите врз кои што нема ниту една санкција. И да не заборавиме во исто време дека главниот мотор на Европа, тоа знаете дека е, нели, Швабистан, се извинувам, Германија, значи моментално погледнете The Wall Street Journal, Europe's growth engine is broken. Зошто ме вака, бе? Ами нели Русија е под санкции или Германија? Са кој е под санкции? Не можам да разберам. Значи Германија успеа дури и да се намали за 0,5% во 2023 година, а во 2024 може би ќе порасне за 0,5%, каде што и самите западњачки клошарски медиуми, не можем да ги наречем ни медиуми, ова се, нели, по нарачка што работат одредени медиуми, вели, значи, апласи кажуваат дека во Германија и оваа година се очекува ништо да нема, а Германија е најголемата економија на Европа. Политико, уште еден од тие јаките, нели, про-НАТО медиуми, вика: деиндустриализација на Германија. Чекај сега, не можам да разберам. Нели требаше Русија да има деиндустриализација? Мислам, според тоа што кажува се, еве, ние сме не бањати, не ја разбираме, мислам, кај знаеме ние на Балканов, што е тоа економија? Еве, вие прозападни веќе ни кажат, така. И сега наједнаш вика, абе, моторов на Европа, вика, моментално запрел. И имаме деиндустриализација на Германија. Зошто? Епа, вика, значи, зборуваме компании кои што ја изградиле германската држава, како Мерцедес и Volkswagen, моментално ја напуштаат земјата комплетно. Не зборуваме еден погон, зборуваме Мерцедес и Volkswagen комплетно ја напуштаат Германија. Тоа треба да ви објасни колку е лоша оваа ситуација. Сите знаеме зошто е тоа така, поради, нели, прескапите ресурси, значи нема веќе ефтин газ, нема веќе ефтина нафта. Сега наеднаш моментално
не функционира економијата како што они си замислуваат, така. И наеднаш доаѓаат овие джинови кои што не име гајле дали е Германија или не, ќе ќе си произведува во Кина или во некоја друга земја каде што има поевтин газ, а вие понатаму нели смислете си. Германија вика моментално, пазете сега, значи ова не е веќе само автоиндустрија, ова е моментално кажано CEO на една од најголемите производители на челик. Вели, се заканува се поголема деиндустриализација на Германија. А ако во Германија се случува, замислете што се случува во останатите држави. Ова е само онака блиц вест, а вие сами одлучете си нели како ова понатаму. Пак ќе напоменам, во недела не заборавајте да го изгледате нашето специјално видео, каде што ќе разговараме како Муриканската империја, која што моментално е во пад, ќе се забрза сето тоа и моментално ништо поразлично од англиската, односно британската империја, од римската империја, од наци, нели, Рајхот, сето тоа буквално исто ќе се случи како и досега во историјата, така и моментално на Мурика, така да проследете во видеото во недела. Верувајте ми, детално ќе биде објаснето и нема да се штедам на време, сето тоа ќе биде направено со цел сите факти да ги видите, кои што водат кон неизбежен заклучок, кој што досега не знам колку пати сме го виделе во историјата и ќе го видиме повторно и како најпаметно јас планирам тоа да го искористам во моја корист за моето портфолио да расте врз лешот на моменталната Муриканска империја. Така да, поживајте во тоа видео, верувајте ми, јас ќе уживам од ното на душата која ќе го правам. Ова е видео кое што можеби вас ви смета тоа, нели, на крајот од денот сите сме пристрасни, но ова е повеќе потребно видео затоа што очигледно на многу луѓето не им е јасно каде се тоа оди. Сега да се вратиме на криптовестите кои што се исто така многу битни. Прва вест која што денеска на HBAR му доведе повеќе од 25% скок, а тоа е комбинацијата помеѓу Archax и Hedera. Archax е дигитална менувачница во Англија, која што во исто време работи и на берзите. Тоа е прва од таков тип која што има Digital Asset Exchange and Broker Custodian лиценца во Лондон, која што моментално може активно да работи и на берзите. Зошто е ова битно? Затоа што, верувале или не, BlackRock, еден од своите money market fund, го прави во тип на токен, значи сега нели оно што го зборувавме на Real World Asset Tokenization, го прави на Hedera Hashgraph блокчейнот, преку Archax менувачницата. Односно, први на оваа менувачница ќе може да се тргуваат овие токенизирани акции во money market фандот на BlackRock и тоа, уште еднаш ќе напоменам, сите овие токенизирани акции се на Hedera Hashgraph. Ова е многу битно и многу големо затоа што ова е веќе следен чекор. Имаме ситуација во која што се токенизира money market фонд и неговите акции, значи се движиме во многу битна насока. Претходниот фонд кој што го направи BlackRock беше исклучиво за хартии од вредност на Мурика. Сега веќе влегуваме во ситуација во која што приватни акции, ова не се државни, ова се приватни акции од money market фонд ќе бидат on-chain и ќе бидат нели процесирани на Hedera. И тоа е многу битно затоа што ова е прв од многу вакви чекори каде што BlackRock веќе најави дека ова ќе се случува. Така. Сега зошто е толку битно? Затоа што уште еднаш ќе напоменам, ако се сеќавате, јас за Hedera сум го кажувал многу пати. Hedera е еден од оние блокчейни кој што е многу интегриран со институциите. Прво, истиот, ако се сеќавате, беше гостин, еден од главните гости на самитот на Светскиот економски форум во нели Швајцарија. Значи, не е тоа за џабе, не влегувате вие на тие, да речем, случувања без веза, значи таму само одбрани луѓе влегуваат и компании. Потоа имате ситуација во која што истиот моментално има 30 нодови кои што не се јавни, туку се приватни нодови кои што ги одржуваат членовите на советот на Hedera, а тоа се, пак ќе напоменам, Google, IBM, T-Mobile, Boeing и значи огромни, Nvidia има своји, значи може да видите, тоа се најголемите корпорации во светот, имаат еден од 30 нодови на Hedera и се дел од советот на Hedera. Значи и да не забораваме дека Hedera исто така е дел од ISO 20022 стандардот, кој што уште еднаш е буквално дел од институционалното ниво на финансискиот сектор на банки и други финансиски институции, така да Hedera е на правилното место и уште еднаш еве го резултатот
кога сте на правилното место со правилните луѓе, ќе ви биде дадена улога во новиот финансиски, да речем, свет. Така да ова е позитивно, многу позитивно, се надам дека пак ќе продолжи за Хедера. Хедера е голем дел од нашето портфолио. Сега треба да видам после овој скок, но мислам дека е негде околу 9% од нашето портфолио. Јас очекувам многу од Хедера. Сега, следна интересна работа, верували или не, биткоин го победи Цукерберг, шпионот на ЦИА. Моментално сме на 9-то место и успеавме да го победиме маркет капот на мета платформите, овдека не е само Facebook, овдека се сите платформи заедно, Instagram и така натаму. Така да биткоин на 9-то место по маркет кап на сите компании и ствари во светот, што е многу добро, се движиме само напред. Сега, во однос на outflows и inflows, како што веќе кажуваме, институциите го покажуваат истото што го кажував јас, тоа е една од причините поради кои што и јас се држав до сега надвор од овој пазар. Денеска направивме купување, 1% во Render, 1% во ICP и 1% во AGIX во исчекување на ASI алијансата. Значи, тие се оние три кои што очекувам многу да експлодираат во следниот период. Знаете зошто, ова се крајно поценети проекти кои што се нови на пазарот, кои што практично сега го прават солидно својот прв бул маркет и очекувам многу од истите. Сега, на страна тоа, значи, како што напоменавме, поради самиот халвинг, очекувано беше едноставно пазарот да се паузира и многу луѓето чекаат да видат што ќе се случи. Истото моментално го видовме и со институциите, значи оно што го напоменав, институциите сигурно ќе почекаат да видат што ќе се случува на пазарот. Ќе погледнете и сами, во целиот овој период, уште од така речено почетокот на април, ние имаме на некој начин стагнација на пазарот, иако постепено се движи нагоре, акумулацијата на институциите на биткоин, значи главно гледаме дека е во многу бавно темпо, со тоа што и понатаму гледаме дека BlackRock има, верували или не, 70 дена поред позитивен инфлоу на својот биткоин спот ETF, другите повеќе помалку исто така, но гледаме дека главниот проблем понатаму останува, знаете кој? Тоа е LGBTQ фондот на Grayscale, кој што и понатаму продолжува да прави дамп на пазарот, како и да е, значи и нивниот дамп е доста намален. Односно, погледнете и сами, значи дојдува до ситуација каде што има само уште 300.000 биткоини, за разлика од почетна ситуација во која што има 620.000 биткоини, и гледаме дека само што не дошол моментот каде што BlackRock ќе ги престаса по акумулација на биткоин, како и да е. Порано или подоцна ова ќе престане, не може да нели продава постојано. Од друга страна, значи или ќе ги едноставно елиминираат своите позиции во биткоин, или пак конечно ќе ги намалат своите проценти по кои што нели наплаќаат за чување, за кастади на биткоин и така натаму, така да верувам дека ова наскоро ќе запре, посебно кога цената ќе почне да се движи нагоре. Сега, како што кажуваме, значи погледнете и сами, моментално BlackRock е во топ 10 all-time best ETFs, и тоа не зборуваме за спот ETF на сите биткоини, туку зборуваме на iBit ETF-от на BlackRock. Односно, 70 дена без престан имаме прилив во самиот биткоин спот ETF на BlackRock, што е рекорд. Значи моментално ваков рекорд немало, и гледаме дека тоа и понатаму покажува колку само големите институции се заинтересирани за купување на биткоин. Сега, зошто е ова битно? Ако се сеќавате, проценките кои што ги правеа уште пред да биде одобрен биткоин спот ETF беше дека ќе има до крајот на годината 10 милиарди долари во овие биткоин спот ETF. Значи пазете, до крајот на годината, така. Значи они сугерираат дека потенцијално 10 милиарди заедно сите биткоин спот ETF ќе имаат инвестирано. Само BlackRock до сега за 3 месеци функционирање на биткоин спот ETF има 18,2 милиарди долари инвестирани во истиот. Само BlackRock. А заедно има многу повеќе, значи тоа ни покажува колку институциите немаат појма околу крипто и што да очекуваат за крипто. Значи ова е буквално нов универзум за нив и не можат, значи, во него да даваат претпоставки, затоа што крипто не функционира како останатите традиционални финансии. Така да ова е одлично за нас. Значи сите оние кои што очекувавме енормен прилив, тоа и го добивме, и верувам дека ова темпо на зголемување на приливот во институции ќе се забрза во моментот кога конечно ќе завршиме со оваа корекција како што гледаме и сега, и конечно ќе се придвижиме во следната насока нагоре. Сега, значи тоа е така речено чекање само кога следниот пат ќе добиеме повторно скок.
Мене ако ја прашувате е неизбежно, покажавме многу добро што се случува после секој халвинг. Следна интересна работа, во Швајцарија моментално голема група на адвокати буквално иницирале значи јавен, погледнете, ова е доста нова вест од 22, само еден ден стара, значи јавен референдум на кој што населението во Швајцарија ќе треба да се произнесе дали Швајцарската централна банка ќе додаде биткоин на својот баланс шит, односно на своето портфолио. Зошто е тоа така? Значи, оние кои што заборавиле, да ве потсетам, во 16 декември 2022 година, една од најпозитивните вести кои што ги добивме од БИС, а тоа е Интернационалната централна банка, значи ова е централната банка на сите централни банки. Што истата дозволи? Значи, со согласност на сите, така речено, централни банки, од 1 јануари 2025 година, сите светски централни банки може да имаат одредена количина на криптовалути на својот баланс шит, значи на своето портфолио. И тоа, ако не се лажам, беше некаде околу 2 до 3%, како и да е, ова е битно да се запомни. Значи, од 1 јануари 2025 година официјално и централните банки смеат да купуваат и држат криптовалути. Нормално ова е, претпоставувам, највеќе за биткоин, а потоа верувам дека Етериум би бил втор потенцијален, нели, кандидат, но ова е многу големо затоа што погледнете, значи во Швајцарија доаѓа до референдум на кој што луѓето одлучуваат дали треба да се стави биткоин на нели портфолиото на централната банка, што е доста големо. Една интересна работа која што верувам дека ќе донесе памп на пазарот, не го заборавајте ова, од 19 април, значи нашиот верен биткоинџија, а тоа е Майкл Сейлор, значи ќе прави посебна, да речем, конференција со топ 1000, значи овие Fortune Top 1000 компании, значи тоа се најдобрите 1000 компании во Америка, кои што буквално ќе присуствуваат на оваа конференција, која што ќе се одржи од 29 април до 2 мај во Лас Вегас, Невада. Значи, оваа конференција очигледно ќе биде другарче распродажба на биткоин, веднаш ќе ви кажам, каде што Майкл Сейлор, како еден од оние кои што поседуваат најголема количина на биткоин, ја организира оваа конференција и верувајте ми, овие 1000 компании доаѓаат со една причина, а тоа е да дознаат зошто и колку биткоин треба да купат. Така да, јас очекувам дека цената на биткоин ќе биде доста позитивно, да речем, инфлуенсирана 29 април до 2 мај. Останува да видиме, но тоа е многу битна вест која што сакам да си ја ставите на вашиот календар. И за крај, една, како да кажам сега, ова е многу збунувачка вест, значи СЕК моментално одлучи да го одложи Ethereum Spot ETF-от на Франклин Темплтон, значи оној кој што веќе поседува Bitcoin Spot ETF, до 11 јуни. Зошто е ова збунувачки? Затоа што сите останати беа до 23 мај. Односно, ако се сеќавате, ги подреди, значи зборуваме за СЕК, ги подреди сите останати Ethereum Spot ETF до одреден датум, како што го направи тоа за биткоин, со цел да одлучи за сите нив. За жал, овој моментално е одложен до 11 јуни, што ни покажува дека потенцијално ова може да биде потврдување дека СЕК не планира да одобри ниту еден Ethereum Spot ETF. Верувам дека ова ќе се искомплицира, верувам дека ќе добие еден куп тужби од сите овие ентитети, останува да видиме, но и ова е една од оние битни вести кои што мора да ги споделам со вас. Сепак тоа е за еден месец, значи ќе го видиме заедно сето тоа. Значи денеска нема да должам околу каналот и сето тоа, затоа што нели малку ми е катастрофа лаптопот на кој што го правам оваа презентација. Така да, како што кажав, од утре продолжуваме со нормална работа. Според вашите гласови, значи следно е техничка анализа, пропратена со, сега не сум сигурен дали е техничка анализа или пак беше да, значи ова се вашите гласови за оваа недела, нормално техничка анализа ќе биде следно, а потоа криптоарбитража на нейните, нели, 2 дена. Така да откако ќе го завршиме ова, поминуваме на Altcoin недела. Но пред тоа, нормално во недела, очекувајте дека ќе го направиме видеото, како што веќе напоменавме, за колапсот на Мурика и како тоа е позитивно за сите нас. Ќе обработиме историски, ќе обработиме со примери, ќе обработиме економски, сето тоа ќе биде со факти. Верували или не, 164 луѓе сакаат да слушат за ова, некој ќе си помисли луѓето не сакаат Мурика, да не ти се верува, значи у демократија. Па како може најголемата демократија да не ја сакате? Срам да ви е. Значи неа зборови. Како и да е, и да не заборавиме, значи откако ќе бидат работени овие две теми, со исклучок на недела, влегуваме во Altcoin недела. На овој пост овдека, кој што моментално гледате, ќе ве замолам во коментар, оставете ги вашите коини кои што би сакале да ги погледнете, со оглед на фактот дека откако ќе ги завршиме овие, тоа се Mental,
Ocean, Тија, Сеј и Hot. Ќе продолжиме со оние коини кои што вие ќе ни ги предложите, нормално ќе направиме блог на кој што вие ќе гласате во кој редослед ќе бидат направени. Според таквото гласање и овие коини се наместени во тој редослед, значи буквално по вашиот интерес. Така да ви благодарам за се гледаме во следното видео. Уживајте во нашата работа како и секогаш и поздрав од Крипто Геймиджи.